Пред се сакам да ви се заблагодарам на сите што одвоивте време да се вечерот тука присутни со нас, па да ја следите ова симулација која што јас апсолутно не се сомневам дека ќе бидат прекрасни нашите членови. Пред се да се представам, усари јас сум Фарих Хисени, координатор на програмата Учиме право, која функционира во рамките на Младински образовен форум. Една низа на благодарности ќе испратам, како што секој поздравен или воведен говор го одржи тоа. Пред се благодарност до Јордан, предавачот на напредниот клуб Учиме право, кој се слушат веќе и аплаузите од страна на неговите членови. Благодарност и до Ива Цветановска, која е асистентка на програмата Учиме право, и до дечките што веќе втора година се ангажирани и вклучени во клубовите на Младински образовен форум. Јас не би сакал многу да одземам од времето, пошто и така веќе 10 минути доцниме, а и вие не сте дојдени да ме слушате мене за поздравен говор, туку да ја следите оваа симулација која е спремна и ќе биде прикажана од страна на нашите членови. Би сакал да го поканам само Јордан да објасни за што станува збор, што ќе се случи и што вие конкретно ќе следите. Пред да му дадам збор на Јордан, исто така благодарност до Europe House Скопје за тоа што ни овозможи ова симулација да се реализира во овие прекрасни простори, и до правен факултет Јустинијан I при Универзитет Кирил и Методи, што ни изнајмија тоги кои што моментално ќе ги носат самите наши членови. Јордан, повели и објасни што конкретно ќе се деси во оваа симулација. Фала ти, Фари. Значи, како што сигурно вие веќе знаете, дечките се членови на напредниот Учиме право клуб, и самиот епитет напреден веќе значи дека учат теми кои што се дефинитивно над нивно ниво и над она што реално одговара еквивалентно она што се изучува на правниот факултет. Тоа се теми од меѓународно право, за разлика од почетниот Учиме право клуб, кога се обработуваат темите од домашното право. Во оваа програма, значи, тие имаат шанса да се запознаат со институции како што се судот, Европски суд за човекови права, Меѓународен суд на правда, самата организација Совет на Европа, Обединети нации, човековите права и развојот нивен низ историјата, така што покрива еден голем опсег на теми кои, како што кажав, вообичаено се изучуваат во предмети како што е меѓународно јавно право, втора година на факултет, и опфаќа и некои општествено-политички случувања кои што за нив се добри да ги знаат, а кои што се за степен потешки од она во почетен степен. Така, они изучуваат за прекршоци, за даноци, за буџет, за трговски друштва, едноставно теми на кои што и генерално поголем дел од нивни врсници немаат ни основни познавања. Овдека веќе ги продлабочивме и одлучивме да направиме една симулација која што ќе биде некој орган, меѓутоа кој што ќе биде приемчив за нив, а секако и за пошироката публика. Најпрво ќе ви кажам, бидејќи ова е расправа на пред судот за Европски суд за човекови права. Да знаете дека во реалност ова не изгледа вака, напротив, многу е покруто, поформално, постигнато, подосадно, реално. Меѓутоа, ние моравме, бидејќи сепак ова се прикажува пред вас, а со цел да направиме една интерактивност, да го додадеме македонското во целата ситуација. И тука станува баш интересно. Затоа што, кој што кажав, кога вие се обраќате пред судот, сето тоа е претежно папирологија, и се сведува на преписка. Едниот пишува нешто, другиот дава наводи, судиите оценуваат, браќаат пресуда, но тогаш ние не би имале што да симулираме. Сега ние ќе ви ја приближиме постапката на начин што ќе ви кажеме што судот испитува и она што фактички е предмет на преписката, сега судот ќе прашува, а учесниците ќе одговараат. Иако ова не наликува на нашето судство, каде што и се сослушуваат сведоци, вештаци, самите странки, ние се обидовме да го приближиме Европскиот суд за човекови права, исто како да се држи расправа пред наш суд. Така што постапката која што вие ќе ја видите е она што реално се соочуваме ние секојдневно во нашето судство. Иако сценариото е целосно измислено, пак ќе ви кажам, елементи што ќе ги видите вие ќе се препознаете во нив. Секоја сличност со вистински личности или настани е сосема случајна. А верувам дека, иако поголем дел од работите реално
не се смешни, дека ќе допред до вас, затоа што ова е тоа што го добиваме кога ќе се вмеша човечкиот фактор во судската постапка. Ако сте вие спремни, тие се веќе спремни, јас ќе ве замолам за еден огромен аплауз да ги поздравиме и може да почнеме со симулацијата. Добра вечер на сите. Денес сме овде бидејќи на ден 13 јануари 2020 година пред нашиот Европски суд за човекови права имаше стигната апликација против Република Македонија од страна на жалителката Ема Мицевска, која што се жалеше на повреда на член 6 од Европската конвенција за човекови права. По поднесената апликација ние оформивме предмет со број 20/2020 и токму затоа сме денес овде за да отвориме главната расправа по овој предмет. По овој предмет поставуваат судски совет од 3 суди, тоа Тамара Кунцулова како председател на судскиот совет и Бојана Тренчевска и Катија Зенделска како членови на судскиот совет. Покрај нас, овде денес се присутни и жалителката лично со нејзиниот полномошник Ангела Илиева и госпогица Марија Ангеловска, која што е владин агент. Сега го препуштам зборот на мојата колешка Бојана. Расправата започнува со расправање во однос на допуштеноста на апликацијата, па со тоа го поставува моето прво прашање. Како започнала постапката во која жалителката тврди дека е повредено конкретното право на Европската конвенција за човекови права во нејзината матична држава? Во конкретниот случај, жалителката и нејзиниот сопруг се развеле во 2016 година. Малолетната ќерка била дадена на чување кај мајката на воспитување, како и на делумна издршка. Исто така таткото, таткото имал право да го гледа своето дете секогаш кога ќе посака, а исто така имал и обврска на делумна издршка. Во 2017 година таткото на малолетната ќерка поднесува предлог со кој што бара од судот да се одземе родителското право на мојата жалителка. И во чија корист беше донесено првостепеното решение? Во корист на таткото. Дали по ова решение поднесовте жалба? Да, поднесовме жалба до апелациониот суд Скопје, кој што го потврдија првостепеното решение. Дали можете да поднесете ревизија и ако да, дали ја поднесовте? Немавме ваква можност, бидејќи законот не налагаше да поднесеме ревизија како вонреден правен лек. И на кој датум ја поднесовте одлуката ја добивте одлуката од апелациониот суд? Според мојата жалителка тоа било на 12.7.2019 година. Како ќе се произнесе владиниот агент со однос на овие наводи? Сметаме дека оваа апликација треба да биде отфрлена од судот, бидејќи апликателката не ја поднесла својата апликација до Судот за човекови права навремено, односно таа ја поднесла својата апликација на 13.1.2020 година, а крајниот рок од 6 месеци истекол на 12.1.2020 година и поради тоа сметаме дека судот воопшто не треба ни да ја разгледува оваа апликација. Имајќи ги во предвид наводите од двете страни, судот по уведување на списите на предметот и сослушувањето на странките ќе соопшти својата одлука по однос на допуштеноста на крајот на расправата, по советувањето и гласањето меѓу членовите на судскиот совет. А сега преминуваме на испитување на основаноста на жалбата во делот на наводите за повредата на правото на првичното судење. Зашто сметате дека во конкретен случај сте оштетена и со донесената одлука и со целиот тек на постапката од првостепениот суд? Поради тоа што се изведените докази кои што биле од Центарот за социјални работи, мојата клиентка не можела да се брани. Сакате да кажете дека вашата клиентка сакала да преговара, но судот не ја возможил, не дал таа прилика? Да, значи судот не ја возможил поради тоа што поканата која што требава за наредното рочиште да стигне, таа не ја добила. Зашто до апликантот, зарем тоа не одеше директно преку вашата канцеларија или? Не, во тој период мојата клиентка сакала сама да се брани со цел со тоа што сметала таа дека
со правичноста ќе излезе на правиот пат, односно правдата ќе однесе на правиот пат, меѓутоа не било така. Па, кога што сме сите запознаени, судиите даваат термини за наредното рочиште, им соопштуваат на останатите странки. Дали тоа било така и во вашиот случај? Во овој случај не, поради тоа што судот решил прво да ги види доказите, а потоа да им испрати покана на странките во која што ќе пишува во кој период ќе биде наредното рочиште. И што се случило со таа покана? Значи, наводно поканата стигнала до адресата на мојата клиентка, меѓутоа испраќачот дознал од некои непознати информации дека клиентката била преселена, била вратена поканата во судот каде што била ставена на огласната табла и се сметала за уредно поставена. Меѓутоа морам да напоменам дека ден денеска мојата клиентка живее на истата адреса. А дали судот имал можност да изслуша вашата клиентка пред да се случи целата таа збрка со поканата? Не, судот сметал дека треба да се изслуша од кога ќе се земат доказите, меѓутоа таа немала таква можност. Добре. Што ќе каже владиниот агент по однос на ваквите наводи? Додените наводи се целосно неосновани. Првостепениот суд уредно ги повикал двете страни и било наредено изведување на докази со цел да се докаже кој од родителите е поспособен да се грижи за детето. И решил да го закаже новото ручиште откако ќе бидат изведени доказите со цел да се намалат трошоците кои би се предизвикани на двете страни кои се опфатени во овој случај. Поканата со доказите била пратена до апликантката, но истата во судот била вратена со ознака преселен, така што судот постапил според законот и објавил оваа покана во судот на гласната табла. И потоа кога жалителката не се појавила на ручиштето, тој извршил пресуда, бидејќи во законот за парична постапка не стои дека мора да се сослушаат двете страни, односно тоа е ставено само како можност, а доколку жалителката се заинтересирала повеќе за случајот, може А што, не сум заинтересирана, сакате тоа да... Благодарам. Ве молам, тишина, не сте на пазар. Ве благодарам. Судот ги слушна наводите од двете страни и воедно ги прибави и судскиот предмет со записниците на сите одржани рочишта, каде што содржат одлуките на судот и на образложенијата за истите, вклучувајќи процесни меритори решенија, па по советување и гласање на членовите, судскиот совет ќе донесе одлука и нова прашање, а понатамошното рочиште на случајот, раководење на случајот го препуштам на мојата колешка Тамара. Ти благодарам. Сакам да ве прашам за тоа што во вашата жалба вие особен акцент сте ставиле на тоа дека во вашата матична земја во првичната постапка имало пристрасност во изготвувањето на доказите и на целокупниот доказен материјал и не само тоа, туку имало и пристрасност при донесувањето на одлуката. Што мислевте конкретно со ова? Како што претходно кажавме, службеникот на Центарот на социјални работи бил тој кој што истражувал за, односно давал мислење за мојата клиентка. Меѓутоа се воспоставило дека всушност директорката на Центарот за социјални работи е колешка од факултет на предлагачот. И вие мислите дека ова е доволно релевантен доказ? Мислам, зборуваме за факултет. Тоа е институција каде што учат премногу студенти. Зошто мислите и по кој доказ го имате дека тие двајца воопшто се познавале? Ова е поразличен случај. Овдека се работи во случај во кој што тие не само што учеле заедно, биле во иста група заедно, премногу добри односи имале, значи се дружеле, исто така работеле заедно. Меѓутоа подоцна била преместена госпоѓата во Центарот за социјални работи, каде што по нејзиното преместување предлагачот се дал донација со која што многу му помогнал на Центарот. Од каде знаете, може не биле само пријатели, може и Господјо, тишина, ве молам, инаку ќе ја затворите вратата од другата страна. Се извинувам. Кажете ми, ве молам, дали имаше реакција поради ова од ваша страна на вашата клиентка, но формална и културна, некакова од пред малку? Не, бидејќи таа тогаш не знаеше за ова и не беше известна. Добро, но не само за првостепениот орган. Вие зборувате дека имало пристрасност и во пресудата донесена од второстепениот орган. Да, поради тоа што председателката на советот во втор степен му била кума на предлагачот. Добро, но зарем тоа не беше познато на вашата жалителка со оглед на тоа дека била негова сопруга некогаш? Мислам, вистина дека податоци за судскиот совет не се даваат на сите, но таа е странка во постапката и секако дека има право да бара да й се дадат податоци. А откако ќе ги добила податоците, има право да бара и земање од постапката.
Точно, но тука се работи за тоа што судиката се развела од својот сопруг и си го задржала своето моминско презиме. Поради тоа, мојата клиентка не можела да знае за која судика се станува збор, а мислам дека е јасно дека во второстепен ретко кога ги гледаме судиите во живо. Во ред, ви благодарам. Сега го замолувам владиниот агент да ги произнесе своите наоди. Ова е, мислам, нека врвот на небулозите кои што ги слушнавме во текот на оваа постапка. Мислам, теоријата за заговор што пробуваат да ја прикажат желителката и нејзиниот полномошник повеќе наликува на некој холивудски филм отколку на однесување во судница. Што се однесува до доказите од Центарот за социјални работи, желителката присуствувала на првото ручиште, така што таа не би можела да не знае дека овие докази се изнесени, бидејќи истите биле изнесени на првото ручиште. Што се однесува до директорката на Центарот за социјални работи, таа самата не го приготвува извештајот, туку тоа го прават службени лица и таа всушност нема никаква допирна точка со тоа. А за влијанието во апелациониот суд, доколку наводно еден од судиите е пристрасен, другите двајца членови на судскиот совет може да го надгласат и со тоа би се докажало дека дури едниот член да е пристрасен, тоа не би влијало врз одлуката која што ќе донесе судскиот совет. Во ред, ви благодарам. Со оглед на тоа дека мора да се утврди веродостојноста на овие наводи, ќе пристапиме кон испитување на четворицата сведоци во овој случај, исто така и испитување на самата апликантка. И токму затоа го повикуваме првиот сведок да повели, да влезе. Добар ден. Добар ден. Личното лице кое што го вршеше вештичењето на тужителката? Да, тоа е точно. Дали ќе може документи за идентификација? Благодарам. Значи, вие сте Николина Стојановска. Да, Вашата адреса на живење е Комаров број 24. да. Дали ќе може да кажете што образование имате завршено? Медицински факултет Моментално каде сте вработени? во психијатриската болница. Во ред. Какви се вашите односи со странките, ќе може да ги пишете? Дали сте скарани со нив, сродни? Не, и не. Законот ми наложува да ви кажам дека доколку зацкривате било каква информација, дека ќе има последици за вас. Дали сте свесни за тоа? Да. Дали ќе може на судот да кажете што точно се бараше од вас за време на оваа судска постапка? Од мене се бараше да се процени душевната состојба на мајката, односно дали таа е доволно психички способна сама да се грижи за детето. А што превземавте вие за да го изврши тоа? Беше потребно да се собере релевантна документација и да се изврши преглед на мајката. Што подразбирате под релевантна документација? Дали сите документи не ви беа веќе дадени од судот? Не бидејќи ниту еден од правните акти кои се наоѓаат во папката од судот не беа доволни за мојот преглед. Па затоа јас ја повикав лично мајката. Таа ми го кажа нејзиниот матичен лекар и потоа јас извршив преглед. Во ред, во тој здравствен картон, дали вие како стручно лице видовте некои симптоми кои што може да асоцираат на низиното влошување на менталното здравје или? Не би рекла, повеќе патуваат на телесни проблеми, односно болести. Сепак се констатира дека од време на време биле препишувани апчиња за спиење и смирување. А дали употребата на тие апчиња била постојана или само на одредени периоди? Според она што го забележав, проследено низ годините, најодамнешните терапии биле пред 4 години и потоа се забележува едно затишје, а потоа еден побурен период во последната година. Всушност, тие периоди се совпаѓаат со времето на незината бракоразводна парница и со периодот кога се одзима незиното родителско право. Дали ваше стручно мислење дека овие настани може некако да влијаат, можеби на незината психолошка состојба? Да, сметам дека тоа е силен фактор кој би влијал за предизвикување на стресот, кој би се смирил со таблети. Вие како стручно лице и правевте разговор со тужителката.
А дали мислите дека таа појавува некакви симптоми на силно ментално расстройство? Факт е дека госпоѓата беше потресена, рацете ѝ се тресеа, гласот ѝ се губеше и постојано повторуваше како е непријатно и дека е страв дека ќе го одземат детето, но сепак не се поклопуваше со стандардот на ментално растроена личност. Добро, но тогаш зашто во вашиот извештај пишуваше дека таа има склоност кон, цитирам, депресија, анксиозност, дури пишува и суицидални мисли? Тоа е опишано само како можна појава, односно нешто што се предизвикува при претерано конзумирање на лекови и појавување на тие одредени симптоми. Добро, значи тоа е всушност ваша претпоставка, а не констатација. Дали може да кажеме дека тогаш однесувањето неизино е во рамките на некоја мега нормала? Според она што јас досега го имам видено, да. Тогаш зашто во судскиот заклучок стои дека ова се базира на ваша дијагноза? Може би станува збор за погрешно толкување, затоа што јас немам детектирано ниту тешка депресија, ниту склоност кон самоубиство. Може би степенот на анксиозност на госпоѓата е повисок од степенот на нормалата, но со оглед на околностите и влијанието на природата на судската постапка, тоа може да се каже дека е оправдано. Во ред, благодарам. Може да ги земете документите и да се повика следниот сведок. Добар ден. Добар ден. Дали сте вие службеникот од Центарот за социјални работи? Да, јас доаѓам од социјално. Дали ќе може документи за идентификација? Вие сте Драгица Јовановска? Да, Вашата адреса на живење е Кнез Ацон? токму така. Дали ќе може да кажете што образование имате завршено? Имам завршено филозофски факултет. А моментално каде сте вработени? Моментално работам во социјално, како социјален работник кој што се занимава со семеен случај. Дали ќе може да ни го пишете односот со странките, дали сте сродни, скарани? Не. Законот ми налага да ви кажам и на вас дека доколку се скривате некои информации, ќе има последици за вас. Дали ви е јасно тоа? Да, јасно ми е. Во ред. Кажете на судот што точно се бараше од вас за време на оваа судска постапка? За време на оваа судска постапка од мене се бараше да ги испитам двете страни, односно да разговарам со двете странки. Најпрво да видам во какви услови нуди мајката за живење за детето и се разбере со другата страна, односно таткото. Добро, излеговте на терен како што се бара од вас за да го видите случајот во двата дома? Да, како што ме налага процедурата. И како стручно лице, што беше вашата констатација? Според мене би рекла дека двајцата родители се во одлична можност да го одгледуваат детето, се разбира тие живеат разделено во посебни станови, но може да се каже дека кај таткото имаме подобра финансиска состојба отколку мајката, бидејќи се разбира живее во поголеми простори, има своја приватно игралиште, има свој приватен персонал кој што се грижи за него и така. Добро, но се надевам дека тоа не давате предност на тоа. Дали ги имате во предвид емоционалната состојба на детето и неговата поврзаност кон родителите? Не, се разбира секогаш материјалното доаѓа последно, се разбира дека прво доаѓа чувствата на детето и се разбира дека се прави се испрашува детето во врска со таа цел, но во овој случај детето не беше спремно за соработка. Добро, но претпоставам дека подоцна било испрашано, бидејќи овде стои во вашиот извештај и цитирам: детето изјавува дека се плаши од однесувањето на неговата мајка, која манифестира нарушено извршување на секојдневните задачи, прекумерен излив на емоции и лутина, преку неретко и физички посегнува по детето. Не е вистина тоа, уште одма да кажам. Седните иначе ќе бидат отстранети. Сакам да напоменам дека тоа никогаш не било изјавено во моје присуство. Добро, ако тогаш зашто стои во извештајот, како? Директорката побара мене да го види извештајот, дека го виде дека нема изјава од детето, таа лично самата ми кажа дека разговарала со детето бидејќи неговиот татко го донел во Центарот за социјални работи. Да не се посомневавте вие малку, здраво за готово го земавте низиното тоа што го кажала? Се разбира дека не, зашто би се сомневала во неа, таа ми беше претпоставена. Добро, потоа судот кога ве праша дали останувате вие за вашиот извештај, вие лажавте пред судот? Не, никогаш не бе повикана на суд, во спротивно ќе ви го кажав истото што ви го кажам од вас. Во ред, благодарам. Може да го земете документот. Да се повика следниот. Со оглед на тоа дека ги видовме прилозите кои што беа приложени кон жалбата и утврдивме дека изјава од детето нема, а со оглед на тоа дека се работи за постар малолетник, мора да земеме изјавата и од него, па затоа го повикувам детето да пристапи за да се испраша.
сега не ова работа сакам не ќе викам, мора да се даде исказ. Според ме дома за тоа. Тука ќе. Можете да ми кажете, господине, кој сте вие? Нормално татко сум ја. Извинете, но вас ви испрашуваме после. Вашата керка, ве молам, излезете, ќе дојде вашиот ред на испрашување. Керка ми е зашто да не се. Ама ајде ја слушна судиката марш надвор. Ма тишина и двајцата, ја не сум ви овде брачен советник. Ајде излезете и надвор и двајцата. Ама Магла! Така судија, кажете и на неа како се. Тоа важи и за вас. Ајде, надвор и двајцата. Ајде душа после тебе джентълмен сум како секогаш. Добро, кога заврши фарсата да продолжиме па натаму. Можеш ли да ми кажеш, Мила, како се викаш? Јас сум Тамара, Колку години имаш? 16. Кај кого живееш моментално? Моментално престојувам кај мојот татко Добро, каде учиш? во Сипус во Слантевски дрен. Добро, со оглед тоа дека си постар малолетник и дека поседуваш деликна способност, морам да ти нагласам дека се што ќе кажеш мора да биде вистина и дека не смееш ништо да прикриеш што би било клучна за постапката, бидејќи ќе сносиш законски последици поради тоа. Добре. Сега дали си запознаена со фактот дека татко ти сака да го одземе родителското право на твојата мајка? Да, потполно сум запознаена со тоа. Добро, а дали некој од Центарот за социјални работи пристапи кон тебе за да ти побара изјава, за да кажеш како се однесуваат твоите кон тебе? Да, дојде една господја, но поради фактот дека беше многу строга, дури како ми изгледаше на професорка, мене не ми беше многу пријатно да разговарам со неа, па се повлеков во мојата соба. Да, Мила, сосема разбирливо тоа. И јас имам дома деца, па знам дека не си ги сакаат професорите, мислам, и јас не си ги сакав професорите у средно. И исто така предпоставувам дека и овде не ти е пријатно да зборуваш, но таква е ситуацијата и моравме да земем изјаве од тебе. Па те молам, можеш ли да ми кажеш како се грижи мајка ти за тебе, дали ти поседува внимание и слично? Мајка ми е подолго време на работа, па кога доаѓам од училиште, јас поголем дел од денот го поминам со моите баба и деда. Добро, но што е во оној период, што се случува кога си со неа, дали ти посветува доволно внимание? Сегогаш ми посветува внимание и сегогаш кога ќе најде време, одиме на излет, на шопинг, се шетаме, па некогаш знаеме да разговараме со часови. Супер ми е со мајка ми. Добро, кажи ми те молам, дали во последно време мајка ти некогаш се случило да не биде во добро расположение? Можам да се сетам на такви моменти, особено кога траеше разводот на брак помеѓу мајка ми и татко ми. Мајка ми знаеше да се развика и дури еднаш се сеќавам на случај каде што мајка ми почна да крши предмети во кујната. А што е со тебе? Мислам, дали никогаш на тебе ти си има развикано или физички нападнато? Не, во никој случај. Добро, можеш ли да ми го опишеш подетално нејзиното однесување во последно време? Понекогаш мајка ми знае да биде преполна со емоции, таа ме гушка, ме гали како никогаш до сега да не ме видела, но знае да се расплаче многу често и кога ќе ја прашам што е, таа ме побива со одговорот ништо, но знам дека со целава постапка тоа многу влијае на неа и на нејзината емотивна состојба. Разбирливо. А можеш ли те молам да ми кажеш што е со твојот татко, какви односи имаш со него? Па со него исто така односите се добри, тој ме остава подолго време да седам на таблет на iPhone, дури ме остава навечер да седам покасно доколку сакам, каде што во тој поглед мајка ми е многу мајка ми не ми дозволува и не се случило да секав никаков инцидент со татко ми и во последно време пробува да ми ги угоди сите желби да ми ги угоди. Во ред, Мила, ти благодарам. Со оглед на тоа дека ова е навистина тежок случај за тебе, навистина многу добро се држеше, ти благодарам за исказот. Сега те молам, повикај го твојот татко да влезе. Да, господине, ете, дојде вашиот ред, не ми јасно зошто толку инсистиравте пред малку, еве дојдовте и вие на ред за испрашување. Леле, Вали ќе ми спрашува. За моја жал, за ваша среќа не. Добре, имало Господ, фала Богу, јас си помислив да одам да се вратам назад. Среќа. Да, ваша среќа. Кој ќе ми спрашува? Јас. Повеле да. Вие сте претпоставам таткото, дали Се разбира, да. Дали ќе може документ за идентификација? Сега виднаш. Благодарам. Вие сте Јован Јованов. Така е, лично и персонално. Вашата адреса е Розилцова 28. Точно.
Дали ќе може да ни кажете што образование имате завршено? Високо економски факултет. А сега што работите? Имам приватна фирма. Во ред. Односно за странките очигледно дека сте сродни, дали сте скарани можеби со нив? Па јас не би рекол дека сме во лоши односи. Баш рековме ќе држиме добар однос. Што Да, се да. разведовме. Ми го зима детето и во розов свет живееме. Ве молам прекинете повторно Извини. страните. Јас се грижам за нашата ќерка за разлика од некој друг. А ве молам престанете со надвикувањата, не сте на фудбалски стадион па да се надвикувате помеѓу себе. Готово толку завршивме. Најпрво дали може да кажете зошто воопшто го започнавте процесот? Процесот го започнавме затоа што, како што ви е познато, ние се разведовме, ќерката беше доделена кај неа. И се беше добро на почетокот, јас си одржував редовни средби, ама секогаш кога ќе ги земав децата, она као да се лутеше, као да се навредуваше, и кога ќе ги враќав, имаше некои чудни реакции од нејзина страна, како да ви кажам. На какви реакции мислите, може малце поспецифично да објасните? Па можам да ви кажам, еве јас ќе го земам детето и се она кај касни која ми го дава, па кога ќе се вратам вика ти касниш 5 минути, 6 минути, не знам, гледа на саат, искача колку заседа да ме паќа и после гледа дето да не му фали нешто, да не сум ми направил, што си правил, што си кажал, и почнах да ви кажам да ми се заканува да рече више не ти ја давам вака како правиш. Во ред, но во вашиот навод имаше дека имате опишано многу посериозни реакции од тоа, зар не е така? Да, тоа сега баш се спремав да ви го кажам, не само од моја гледна точка, него и детето кога збореше со мене. Последниот пат кога правевме муабет, она ми рече, јас ја прашувам со мајка ти како, што она вика, мене расположение, да плаче, да се смее, почнала јапчиња да користи. Ја видов, не видов, му кажав тоа на мојот адвокат што ме бранеше и он рече, ова е сериозна работа, ти мора да поднесеш предлог да и го земеш родителското право. Во ред. Претходно во постапката споменавме дека имате можеби некаква индиректна вмешаност за во овој судски процес, особено со директорката на Центарот за социјална работа. Кажете ми како се познавате? Јас и она завршивме во иста група на факултет. Една година работевме и во иста фирма, ама тоа беше пред 10 години, веќе ни телефонот и го имам, нити пак сум ја видел во задње време. Веројатно ние имаме наводи дека вие како бизнисмен, она кога станал директор на Центарот за социјална работа, ви имате дадена прилично голема донација. Па видете да ви кажам, јас сум, сега да не се фалам, ама прилично успешен бизнисмен, така да не можам да водам сметка на кого се давам донација, знам дека даваме на училишта, на болници, на државни органи. И не е работата дека ја ради познанството со неја сум дал донација, него така ми кажале, еве како ќе распределуваме средства, јас само ставам подпис, друг за тоа се грижи, така да еве сега вие да не ми спомнете, немаше ни да знам дека сме дале донација. Веројатно што е за другата вмешаност, што споменавме, например за вашата кума, дали таа работи во апелација? Таа работи во апелација, да. Веројатно дали каков е вашиот однос со нејза? Па да ви кажам, право последните неколку години никаков, пошто еве вајде и ви кажале дека и они се разведува, фактички јас со преку мојот кум бевме поврзани и откако они се разделија, она буквално сите нас не помножи со нула, прекинавме секоја врска, така да ни бош муавет не сме направиле, камали за премето да збориме. Значи немате контакти со нејза? Никакви контакти немам со неја. Дефинитивно не можам да ви се законам од тоа. Веројат, вашиот однос со вашата поранешна жена, каков е моментално? Па јас ви кажав и на почетокот, не дека имам нешто против неја, ама пак ќерка ми е на прво место, мислам повеќе ја сакам него ли неја и сакам она да биде безбедна и заштитена. Така што ако се постои прашање кој е поспособен да ја чува, ако излезе дека тоа сум јас, не би се бунел, ќерка ми да остане стално кај мене. Веројат, дали тоа се? Да. Може да се го земете документот? Благодарам. А сега со оглед на тоа дека ги истрпивме сите сведоци, останува да ја слушнеме и апликантката. Повелете. Добар ден. Ќе може ли лична карта или карта за идентификација? Благодарам. Ема Мицевска, така? Да. Ова е вашата позната адреса на живење, така? Да. Во ред, ви благодарам. Знаеме дека сте во сродство со жалителот, дали сте скарани или не? Прилично може да се каже, да, со оглед на тоа дека се обидува да ми го одземе родителското право. Во ред, законот ми налага да ви кажам дека доколку затскривате некои работи или не ја кажувате вистината, ќе ја следат противмерки, дали сте свесни за тоа? Да. Во ред, па каква беше вашата реакција по добивањето на предлогот за одземање на родителското право од вашиот сопруг? Тоа беше од ведро небо,
немаше никакви навестувања. Јас знам, уште додека траеше бракоразводната парница, него не му беше сеедно што јас ја зимам ќерка ни, меѓутоа он уште од тогаш силно се бореше за нејзино старателство. Во ред, зашто одлучивте сами да се застапувате? Тоа изгледа не би била баш најпаметна работа. Јас знам дека тоа беше апсурдно. Наводите беа апсурдни, бидејќи немаше проблем со мојата психолошка состојба, се беше во ред. Без тоа, мојот поранешен адвокат кој ме застапуваше за време на бракоразводната постапка, се пензионираше. Ова е неговата ќерка, што туку се запише во именикот на адвокати. И како дознавте дека има пропуст во доставата на новата покана? Судиката рече дека кога ќе бидат готови извештаите, ќе стигне нова покана. Затоа јас контактирав и со докторката и со службата од центарот повеќе пати и кога ми кажаа дека извештаите се готови, јас прашав на шалтер во судот, но оттаму ми кажаа дека судиката се разболела и е на боледување, така да за некој месец ќе се спремало ново рочиште. И како беше разрешен случајот? Откако веќе 10 пати јас отидов на шалтер и прашав, и во канцеларијата на судиката се качив и ми кажаа дека решението е донесено, односно дека би го одзимаат детето. Господине татко, ако може за малку за вашето внимание. Да, на вас ви се обраќам. Ја гледате вратата позади вас? Многу ми е мило за тоа што ја гледате. Ако продолжите да снимате, и вие, со се вашиот телефон и со се вашите партнери, ќе летате како параглайдер низ вратата. Дали ова беше закана вратата? Не, тоа беше предупредување, затоа што се наоѓате во моја студница, престанете да снимате, инаку ќе летате надвор. Ова е јавно, зашто да не снимам? Ја имам мои права. Јас сум носител овде на законот, вие се наоѓате во моја студница. Ниту сум ви кума, ниту па колешка од факултет. Бидете пристојни, инаку ќе ја бакнете вратата од надвор. Добро. Што рековте? Што гледате дека ќутама преска не ми дадете да писнам? Да, подобро за вас. Во ред, смирете се и продолжете ако можете. Да. Темете си го целото време што треба. Откако ми го дадоа решението, јас имав увид во предметот и таму пишуваше дека му земали изјава на мојот сопруг, поранешен сопруг, а на мојата доставница пишувало дека јас сум преселена. Тоа не е вистина, бидејќи јас и ден денес живеам на таа адреса. Добро, а што се случи откако го искористивте вашето право на редовен правен лек до второстепениот орган? Јас лично однесов жалбата до судот и после тоа секоја недела јас одев на шалтер да прашам до каде е случајот, бидејќи не смев да дозволам да се случи тоа од претходниот пат. Меѓутоа, после неколку дена читав интервју во Весник која го даваше судиката Анастасија Јанчевска, која беше председател на советот во мојот случај. Меѓутоа, таму ја пишуваше како Бендевска, а тоа е презиме, односно кумата на мојот сопруг. Ред, се разбравме. А доколку го добиете овој случај, колка ве оштетата која што очекувате да ја добиете? Лично барам 100.000 денари со цел да ги покријам трошоците за судењето што ги имав до сега, за да се покрие неправдата што ја направи мојата земја. Во ред, ти благодарам многу. Сега е време да ги слушнеме завршните зборови на полномошниците. Повелете. Почитуван суде, од денешното излагање можеме да забележиме дека е повредено правото на мојата клиентка за фер судење од страна на Европската конвенција за човекови права. Најпрво, не биле доставени документите кога требало и кога било многу потребно, што е многу значено за оваа постапка. А второ, можеме да видиме, тоа е видливо дека всушност постои непотизам, без разлика на изјавата што ја дава таткото. Судиката и сама требала по своја волја да се изземе од овој случај, поради тоа што како председател на совет фрла сомнеш дека нема да се донесе правилна одлука. Ние од судот бараме само да ја усвои оваа апликација и да ја досуди побараната оштета. Во ред, благодарам. Повелете вие сега.
Почитувам суда, најпрво барам да се отфрли оваа апликација без да се испитува поради ненавременото доставување на истата, а доколку судот одлучи да ја прифати оваа апликација, да ја одлучи, тоест да ја одбие како неоснована. Овој процес всушност е вина на жалителката, бидејќи доколку таа навистина се интересирала, како што тврди во текот на овој процес, Сака да каже дека не немала да биде Аве, молам, тишина. оваа ситуација денеска. Откако било поднесена жалба против првостепената одлука, апелацијниот суд ги прифатил доказите како веродостојни и по понатамошното испитување тој само ја потврдил првостепената одлука за законска и за веродостојна. Според тоа барам овој суд да ја одбие оваа апликација, а да ја задолжи жалителката кон трошоци за државата. Благодарам. Благодарам. Со сите овие искази ние ги истрпевме сите сведоци и ги истрпевме сите точки од апликацијата и токму затоа оваа расправа ја прогласувам за заклучена. Конечно, затоа што кога слушав сценарија за турска серија до сега. Како и да е. Во овој момент Советот ќе се повлече за да ја донесе одлуката. Ама, ето то. Да. И еве сега завршивме, да. Го дадовме завршниот збор. И да. Ќе те барам после. Ќе добиеме поставката 100%. Да. Се е супер. Важи. Ајде, чао. Ала, еве се чекаме да кажат судиеве што се дешава. Па не знам, ќе видам, вајде ќе останам туку уште некој ден, знаеш, билингвална, како е секогаш е забавно кога доаѓам во Франција. Што? Он на судење да ми го пуштиш? Па тој е толку неспособен, Джими, се мислам да му пишува на чело, нема да знае што треба да каже. Та молам, значи не ми прави вакви нервози, ќе дојам за некој ден, значи глеј под контрола да е се во бирото. Ајде така. Ајде, ќе се видиме. Чао. Кажи. Да, за тој тендер имаш спремна документација. Мислам дека Билјана вчера ја спремаше. Види на папката, десно кај бирото некаде позади. Ја најде? Ма чекам, малце погласно ќе треба да ми избориш, тука сите галама прават, ништо не се слуша. Чекај, дај да видам некаде да се тргнем, тука е да болje ќе те чујам. Кажи се. Добро, конечно се разбрав. Најде сега, не знам кај да е, вајде ќе ја влагаме, така да нема да бидам достапен, ама пиши ако нешто ќе ми важи. Добро. Да, сега е време за завршните зборови, па ќе ве замолам да станеме сите. Да, мислам сите. Од изнесените наводи од првиот дел на судењето, овој суд утврди дека жалителката ги исцрпила сите правни средства кои биле на располагање. Заклучно со жалбата до апелациониот суд, додека ревизија од судната инстанца не е предвидена со важечкиот закон, што значи дека е исполнет првиот услов за допуштеност. Исто така во апликацијата се тврди дека е повредено правото на правично и непристрасно судење, кое како такво го гарантира член 6 од основниот текст за Европската конвенција на човекови права и исто така за кој овој суд се залага.
Понатаму, судот утврди дека апликацијата е поднесена точно во 6 месеци рок како што е предвидено. Така што апликацијата е поднесена по пошта од датум на 13.1.2020 година. Не влија на време ветеринарноста, со тоа што ноторен факт е дека 12.1.2020 бил ден недела, кога ниту овој суд, ниту поштата на државата на нашата жалителка не работела. И според тоа рокот истекува првиот работен ден, поточно 13.1. И тоа е уште еден од причините зашто судот едногласно ја прогласи апликацијата за допуштена. Ред и понатаму, исто така од исказот на сослушаниот сведок, доктор Николина Стојановска, судот утврди дека низината дијагноза за време на судењето на првостепениот суд била погрешно сватена и дека менталната, односно психолошката состојба на тужителката е во ред. Исто така и за сведочењето кој што го даде социјалниот работник Драгица Јованова, судот забележи дека е направена огромна грешка, така што е додаден пасус за кој што се сметало дека детето го кажало во присуство на одредена личност, но тоа е ставено под знак прашалник и не е сигурно дали е вистинито. Исто така, благодарение на исказот кој што го зеравме од детето, се утврди дека не постои страф или несигурност, ниту пак некој неприкладен однос од страна на неговата мајка кон детето, и токму затоа овој исказ се зеде како веродостоен, бидејќи детето го даде овој исказ без да бидат присутни неговите родители во судницата, и токму затоа се смета дека е даден без притисок и ќе се земе секако како веродостоен доказ, бидејќи сепак во оваа постапка се одлучува за низината судбина, за тоа кој ќе се грижи понатаму за неа, за како ќе се одвива низината иднина и слично. А додека кога се работи за таткото, утврдивме дека неговите наводи не се точни, бидејќи нема доволно релевантни докази дека мајката има нарушена психичка состојба, затоа неговите искази и тврдења се отфрлаат. И исто така покрај ова што се утврдуваше во текот на постапката, се утврдуваше и тоа дека имало огромна пристрасност при изготвувањето на доказниот материјал и при донесувањето на одлуките во матичната земја на жалителката. Во делот на правото на првичното судење, судот едногласно оцени дека апликацијата е основана. Поточно, повредено е правото на пристап до суд и правото на еднаквост на оружјата, на начин што се изведени доказите и не се подложени на аргументација. Исто така може да се заклучи дека судот брзајќи за да го заклучи случајот и е повредено правото на жалителката и не е давал простор да ја докаже неоснованоста на истакнати тврдења и да го даде својот исказ пред судот. И според тоа укажуваме дека жалителката има право да побара повторување на постапката и со тоа судот треба да со должно внимание да ги цени сите докази како би донел правилна одлука заснована на законот. Исто така, кога се зборуваше за пристрасноста во изготвувањето на доказниот материјал и во донесувањето на одлуките, е утврдено дека не може да се толерира тоа дека председател на судскиот совет не иземал судеја од постапката кога се утврдило дека има директна поврзаност со една од странките во постапката. Исто така, судот одлучи дека во повторувањето на постапката во второстепениот орган ќе настапува судски совет со тотално различен состав како што беше досегашниот. Исто така, повторно ќе се изготви наод за состојбата на мајката и детето од Центарот за социјални работи, но не во Скопје, туку во некој друг град од Република Македонија. Исто така, судот едногласно ја утврди сумата која што ќе биде исплатена на жалителката, тоа е 100.000 денари од страна на незината држава како надоме за нематеријална штета. Со ова заклучуваме дека предметот е завршен. Искрено нема да ви кажам до гледање, веќе не би сакала да ве видам по втор пат. И со ова предметот е завршен и судот се распушта. Благодарам. Ала?
Еве сега заврши. Ај, Злато, иди, чекаме окола доле, ја да кажа на мајка. Завршиме сега со Ама јас не сакам да разговарам со тебе. А што рекаш? Што се радуваш тука? Ова срекна ми што си добила? Што си добила? Јас не сакам да Пак разговарам. има судење. Те молам, не сакам да разговарам. Те Те молам, ништо не е џабе. Џабе ти е. подалеку ви. Ќе те замолам. Ја ќе ве замолам вас за малку приватност. Значи жена ми беше, крај на краишта. Ако сакате, ќе се видите на следно судење. Ќе ве замолам, оставите ја мојата клиентка на мира. Така, кри се позади неа. Ама не се секира, имам врски секаде, Ќе ве замолам да си отидете одма. Ќе те О, гледам. така! Имате вие врски секаден. Видите, господине, вие се наоѓате во моја судница и јас сум овде Ми зад. изрендавте, оставете ме Ма, на мира. немојте. Без коментар. А. Без коментар. Немате право да парате врски. Добро, ама значи ништо не функционира во државата и после пак ја скривата. Па што ми е мене гајле, мислам таму во судовите изиграва шекспирска драма, кој се кога спиел, кој бил на факултет, па како јас да знам и после кој спеке крив? Јас, се јас. Па ајде уште 2 години кидам во пензија, нема да ги гледам луѓе во маз, значи. Ајде да се соберам. Смири се, ајде во кој ресторан ќе ме носиш да ме почестиш за овоштица. Ајде. Ајде брзо, брзо, брзо. Сега како што е редот, на крајот значи мора и да кажеме по некој збор за тоа како протече симулацијата. Вие како што знаевте, видовте едно многу реално сценарио, затоа што во задње време оној што прати вакви работи знае дека Македонија редовно и сериски губи пред Европскиот суд за човекови права. Само во февруари стигнаа 3 пресуди кои што се негативни за државата. Така беше со детето што беше малтретирано во здравствената установа, така беше со граѓаните што им земале ДНК и им ги чувале без нивна дозвола и конечно така беше со наметнувањето на врската да се плаќа за давачка која што треба да ја плаќаат исклучени потрошувачи, што е апсурдно. Истото го направивме и во овој случај и на вистина износи кои што тие ги рачунаат за символични од 1 до 5000 евра, да кажеме, овдека гледавме да бидеме во рамки на нормалата, а реално какви се тенешите трошоци, само судските трошкови излегуваат околу 100.000, што за некој може би е за препастувачка сума, меѓутоа ние кои што сме во судството воопшто не ни е нешто да кажеме нерационално или незамисливо, заради тоа што токму тоа се случува во секојдневната реалност. Јас ќе искористам неколку зборови за крај затоа што Фари на почетокот ги нареди сите благодарности, меѓутоа факт е дека најголемата благодарност треба да оди токму за дечките што ги гледате тука. Затоа што да не беа тие воопшто немаше да имаме настан кој што ќе го гледаме, нивната способност за тимска работа и нивната способност да влезат секоја од нив во дадените улоги. Мислам дека беа и повеќе од уверливи, се фатија во косет со ова што го бараше од оваа симулација која што трае речиси 1 час и изобилува со таква терминологија што на вистина за нивно ниво и за нивната возраст е многу захтевна, а тие успешно успеа да се справат со тоа. Јас сега морам да ви кажам дека го водам напредниот клуб веќе 7 година, значи тие ми се 7 генерација и тие воедно ќе бидат и мојата последна генерација. Секој кога се повлекува сака да се повлече со нешто во голем стил и маестрално, а ова што дечките ми го приредија стварно мислам дека го заслужува тој епитет. Бидејќи кога веќе треба да се направи некоја работа, мислам дека ова беше многу одговорно од нивна страна и многу успешно, навистина без грешка и ги надмина моите очекувања. Тие понатаму ќе продолжат со предавањата, овдека само ја завршувам со нивниот ангажман. Меѓутоа,
ви кажувам дека секогаш кога ќе дојде некоја нова генерација, односно на почетокот, ние како предавачи имаме два типа настравови. Едното дека учениците нема да бидат кој знае колку подковани со знаења, а второто може би и потрагично, ќе бидат подковани со знаења, ама нема да сака да ги споделат или нема да има никаква интеракција. Што се тиче оваа генерација, одговорот на двете прашања е негативен. Значи тие ај што однапред беа подковани со знаења, него и за мене беше чудно дека паралелно колку јас ќе кажам, толку и тие ми кажуваат. Значи заеднички си помагавме и го водевме часот и како да си предаваме едни на други. Покажа многу голем интерес за нешто што на вистина, кој што кажав, се учи многу понатаму и имавме една одлична интеракција помеѓу себе. Прв пат ми се погодува исклучиво женска група, претходно биле секогаш помешани со машки, ама ова е дефинитивно една од најуспешните генерации што сум ги имал и затоа и сакав да биде симулацијата на тоа ниво кое што ќе одразува ниво на квалитет кое што дораснува на нивното. Јас сум презадоволен од нив и на вистина ќе ви кажам со чест ми е што ќе кажам дека ја завршувам мојата овде кариера во клубот токму со оваа генерација. Ќе ве молам еден огромен аплауз за сите. Јас за на крај би сакал нешто само да додавам. Јас уцари во хороскоп сум лав. И лавовите, да идам до средина, окей. Лавовите уцари според тие, не знам што коментари што се дават за хороскопските знаци, се дека сака да бидат центар на внимание, но нема ни да се потрудам, пошто вниманието апсолутно не е во мене во моментот, туку е кај овие сите наши прекрасни членови. Во мое име и во името на Младински образовен форум би сакал ептен да ви се заблагодарам на вам што отстапливте од вашето слободно време и дојдовте бевте ангажирани да ги следите овие прекрасни луѓе. Се надевам дека ова нема да ни биде наша прва и последна средба, туку ќе не следите и во нашите идни активности кои што од година на година секогаш се случуваат и со новите генерации. Ви благодарам за времето и за присуството ваше. За вас немам коментар.